Намалениот број на склучени бракови на лица по 30 години е се повеќе забележителна појава во земјава. Според статистичките податоци, најголем број склучени бракови има во старосната група од 25 до 29 години, а просечната возраст кога младите се одлучуваат ново и чекор е 27 години за девојките и 29 години за момчињата. Според последните податоци од Заводот за статистика, бројот на склучени бракови во 2022 година во Македонија е намален за околу 3% и изнесува 12.882 склучени бракови. Граѓаните сметаат дека ваквата појава е последица од финансиската несигурност, а помалку од несогласувањата помеѓу брачните партнери. Поради економската ситуација, невработеноста. Психолозите пак со став дека оваа општествена промена се случува не само поради економски причини, туку и поради промените во вредносниот систем, промените во образованието, како и високите стремежи во кариерата. А особено ставаат акцент на фактот што младите се повеќе се одлучуваат за индивидуалниот развој, особено еманципирањето на жените, што не било случај во минатото. Покасното стапување на брак на младите дефинитивно се одразува општествената ситуација, односно тоа што новиот век го трасира или дава некој нов тренд. Самата динамика на општествените односи од секаков аспект диктираат една нова димензија, со тоа што младината од претходниот век многу се разликува со младината што е денес. По завршувањето на соодветното образование, без разлика на неговиот степен, денес не е загарантирана работната позиција. На тој начин не е загарантирана ниту економската сигурност. Младите подолго живеат со своите родители, односно се финансиски зависни. Она што може да се истакне како влијание на вклучувањето на бракови, дури и возрастната граница за раѓање на првото дете е еманципацијата на жената, односно вклучувањето на жената во секоја пора од општеството, односно тоа дека таа доколку порано била домаќинка, сопруга и мајка, сега постојат други улоги со кои што таа се соочува и нормално е дека една млада жена која ќе стапи во динамичниот тек на стварање на сопствена кариера, еманципирање, покажување во општествените кругови, тоа да го пролонгира. Заради сето ова, возрастната граница и за раѓање на прво дете, како и за стапување во брак е дефинитивно поднесена. Трендот на касното склучување на брак не е случај само во нашата земја, туку тоа е дел од едно глобално движење. Според психолозите, оваа појава ќе продолжи и во иднина.